Второ неделно издание на дневникот на Канал Плюс телевизија. Добро вечер. Започнуваме веднаш по најавата. Нова група од 50 волонтери од САД пристигнаа во Македонија. За време на нивниот престој ќе работат како наставници по англиски јазик, дефектолози, како и во областа на развојот на заедниците. Македонија во 2017 година продолжува да биде полноправна членка на Еразмус Плюс програмата на Европската Унија. Годинава ќе има на располагање 6,25 милиони евра. Трет ден Пастрамалијада 2016, 10-тото јубилејно издание вечерва ќе го заокружи мегазвездата Здравко Чолиќ, за чиј концерт се очекуваат голем број на гости во Штип. Започнуваме со вестите од национално значење. Македонија во 2017 година продолжува да биде полноправна членка на Еразмус Плюс програмата на Европската Унија и корисник на средствата за поддршка и развој на образованието, обуката, младите и спортот. Се работи за програма која е исклучително значајна компонента на севкупната национална стратегија за интеграција на македонскиот образовен простор, а преку која во изминативе 3 години искористивме речиси 11,5 милиони евра. Буџетот кој ќе ни биде достапен преку оваа програма за следната година е практично најголем досега, изнесува 6,25 милиони евра, што е зголемување за цели 78,5% во однос на стартната 2014 година, изјави Спиро Ристовски, заменик министер за образование и наука. Директорот на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност Дарко Димитров на денешната конференција за печат ја презентираше новата промотивна кампања која ќе трае до крајот на декември 2016 година. Со сите доделени грантови до овој момент се опфатени 93 институции, меѓу кои универзитети, училишта, младински невладини организации и компании. Со новата кампања ќе се презентира работата на Националната агенција, ќе се презентираат добри практики од успешно реализирани проекти и отворените можности за Македонија преку целосното учество во програмата Еразмус Плюс. Кампањата ќе се реализира во Скопје, Штип, Битола, Дојран, Крива Паланка и Струга, каде ќе се одржат инфоденови, како и во Прилеп и Велес, каде инфоденовите ќе се организираат во соработка со локалните самоуправи. Нова група од 50 волонтери од САД пристигнаа во Македонија. За време на нивниот престој ќе работат како наставници по англиски јазик, дефектолози, како и во областа на развојот на заедниците. Нова група од 50 волонтери од САД пристигнува денеска во Македонија. Како што соопштуваат од Мировниот корпус, ова е најголема група досега која ќе се приклучи на 600 американски државјани кои од 1996 година досега биле во Македонија како волонтери во Мировниот корпус. Новите волонтери се на возраст меѓу 22 и 64 години. За време на нивниот престој во Македонија ќе работат како наставници по англиски јазик, дефектолози, како и во областа на развојот на заедниците во партнерство со основни и средни училишта, владени институции, општини и невладини организации. Мировниот корпус е присутен во Македонија на покана на владата на Република Македонија и работи во соработка со Министерството за образование, Министерството за локална самоуправа и Министерството за труд. Новата 21 група волонтери кои ќе живеат и работат во Македонија ќе ги поминат првите 11 недели во обука, која што ќе вклучува изучување на македонскиот или на албанскиот јазик и култура. Ќе почнат со работа во повеќе градови и села во Македонија. Мировниот корпус е основан 1961 година од председателот Џон Ф. Кенеди. Целта е да се обезбедат волонтери кои ќе дадат свој придонес во развојот на заинтересираните земји преку размена на информации и искуства, да помогне луѓето од земјата домакин да имаат подобро разбирање за луѓето од Америка и да помогне луѓето од Америка да стигнат подобро разбирање за народите од земјите низ светот. Преку своите активности волонтерите на Мировниот корпус промовираат мир во меѓународната заедница и подобро разбирање меѓу луѓето од различни култури и традиции. И вчера сите патишта водеа во Штип на втората вечер на манифестацијата Пастрамалијада. Над 10.000 гости од земјава дојдоа да го проследат настапот на најпознатиот бенд од поранешните ју простори Рибја Чорба. Бендот Рибја Чорба денес беше на прием кај градоначалникот Захариев, споделувајќи ги впечатоците за манифестацијата и дружба со публиката. Масовна посетеност на втората вечер на манифестацијата Пастрамалијада. Над 10.000 гости од земјава дојдоа да го проследат настанот на најпознатиот бенд од поранешните ју простори Рибја Чорба.
Повеќе од 2 часа Бора Чорба и неговиот бенд ја забавуваа публиката, која во еден глас ги пееше сите познати хитови на оваа група. Бендот Рибља Чорба денес беше на прием кај градоначалникот Захариев, споделувајќи ги впечатоците за манифестацијата и дружбата со публиката. Особито ми е драго што смо били у Штипу и Особено ми е драго што сме поканети како бенд да учествуваме на оваа манифестација и дека токму ние имавме шанса да свириме. Јас сум чест гостин во Штип, но порано доаѓав сам, но најубаво е кога доаѓаш да имаш концерт. Не е важно што мислам јас за синокешниот настап. Важно е дека ниту еден човек кој вчера беше на концертот не си замина незадоволен. Мислиме светци. Важно е да ниједен човек кој е био синоќ на тргу не е отишол незадоволен куќи. Пастрмелијадата е одлична можност штипјани и останатите гости од земјава и странство да ги проследат и да уживаат во настапите на познати музички звезди од поранешните југ простори, истакна Захариев. Граѓаните на Штип почувствуваа дека се дел од светот. Тоа е нашата цел. Ние многу работиме во Штип, но си дозволуваме во одредени моменти да уживаме во прекрасната храна и музиката, а Пастрмелијадата беше одлична прилика да ни дојдат такви врвни музички имиња. Секако дека настанот продолжува и денеска, а сум убеден дека Бора и неговата екипа ќе ни доаѓаат и понатаму. Угостителите се уште немаат излезено со официјална бројка колку пастрмалии досега имаат продадено и годинава се очекува да бидат изедени над 10.000 пастрмалии. Во продолжение се навраќаме на настаните кои одбележа изминатата недела. Министерката за локална самоуправа Шире Телези во посета на Кочани. На средбата со градоначалникот беше истакнато дека за општините од источниот плански регион Министерството одобри за реализација 4 проекти во вкупна вредност од 20 милиони и 300.000 денари. Министерката за локална самоуправа Шире Телези во работна посета на општина Кочани. На средба со градоначалникот Димитровски беа истакнати позитивните искуства во соработката меѓу Министерството и општината во делот на реализирањето на повеќе инфраструктурни проекти кои се од интерес на граѓаните од општина Кочани и регионот. Од Министерството за локална самоуправа, ние имаме доделено на 20 милиони 300.000 денари и тоа се 4 најзначени проекти, изградба на плошадот за Макфест, а конкретно за општина Кочани, техничката документација, основен проект за настелбата Крушка, локален пат. Разговаравме за соработката помеѓу Министерството за локална самоуправа со регионите, разговаравме посебно за активностите во источниот плански регион и она што е посебно за општината Кочани. Министерката Елези рече дека неодамнешната посета на Хрватска, Словенија и Австрија од страна на градоначалниците од источниот и југоисточниот плански регион е од голема корист и истата ќе придонесе за понатамошни контакти со заинтересирани компании и општини од овие држави. Искуствата од таму, додава Елези, се големи и ќе најдат практична примена и во општините во Македонија. Центарот за аутизам во Штип веќе една година се соочува со недостиг на соодветен кадар. Родителите на деца со аутизам бараат екипирање на стручен кадар за работа и соодветна грижа. Доколку не се слушнат нивните барања, најавија и кампување пред владата. И по една година Центарот за аутизам во Штип се уште го нема решено проблемот со екипирање на стручен кадар за работа. Родителите на децата со аутизам реагираа денес. Стручниот кадар кој што беше во логопедката и дефектологот во логопедката уште во почетокот отиде на болување, не се најде замена за неа. А од понеделникот и дефектологот веќе не е во центарот, овој центар веќе не е центар, бидејќи моментално во него работат само домакинка, педагог и волонтерка медицинска сестра. Во изминативе 2 дена во Центарот не се реализирали часовите. Родителите на децата револтирани. Велат оваа состојба лошо влијае кај нив. Дали овој проблем ќе биде причината Центарот за аутизам повеќе да не работи? Кои се барањата и очекувањата на родителите? Го баваме оно што по закон не средува, а тоа е рана детекција. После раната детекција доаѓа испитување, кои што во Македонија повеќето ги нема, на наш трошок се. Ќе бидеме приморани, да одиме со децата да кампуваме со шатори пред влада, пред амбасади. Каде ќе одат нашите деца? Нема институција за нашите деца после нашата физичка смрт. Не можат овие деца, зратни деца, интелигентни,
кои што имаат состојба аутизам или други деца со церебрална да бидат сместени во Неговци, Бавдовци или Демир Капија, се знае таму што ќе се случува. Солзите и маката на потесното семејство на овие деца со аутизам најавија и кампување пред владата, доколку некој од надлежните не ги слушне и оствари нивните барања. Баба сум на внуче со аутизам. Толку многу има разочарување кај нас, веруете, сите сме веќе болни. Нема двор, нема игралиште. Храна нема тие деца, тие треба да се хранат со посебна храна. Ако овака продолжи, ние сме спремни сите пред владата, прво пред собранието ќе идеме кај градоначалникот. Мора да имат слух за овие деца. Сепак, родителите на овие деца нема да се откажат и да се борат за нивните права и доброто за нив. За сега за лицата со аутизам нема прецизен регистар. Изградбата на канализациона мрежа во селото Чифлик, како и завршување на пречистителната станица се проекти во завршна фаза во општина Чешиново Облешево. Општината се подготвува и за достојно одбележување на својот ден на празникот Мала Богородица на 21 септември. Во општина Чешиново Облешево во тек се повеќе градежни активности. Во завршна фаза е проектот за изградба на канализациона мрежа во селото Чифлик, а ќе биде ставена во функција заедно со завршување на прочистителната станица, која ќе биде пуштена во употреба. Паралелно се работи и на патните правци за поврзување на две населени места. Друга тековна активност која има на општината Чешиново Облешево е поврзување меѓу патниот правец од населено место Борилчево до населено место Аргулица, која во завршна фаза. Обезбедени средства за овој пат се од Министерството за транспорт и врски или поточно владата на Република Македонија. Со ова нешто правиме поврзување на две населени места кои требаше да биде со големо заобиколување, значи некаде околу 40 км овие населени места беа оддалечени претходно, а сега ќе бидат оддалечени само за 4 км. Во тек се и други активности кои се од значаен карактер, тоа е мостот или препустот кај село Соколарци, кој веќе во завршна фаза, туку го изработува фирмата Жикол, кој веќе се изработени носачите и со текот на во најскоро време треба да биде пуштен овој регионален пат. Сега треба да започнеме и со изградбата на водоводот, кој е долго очекуваниот водовод за оваа општина, за населените места Облешево, Чифлик, Чешиново и Угларци, и се надам дека во најскоро време и тоа ќе го започнеме. Личков додава дека достојно ќе биде одбележан и денот на општината, кој што ќе биде збогатен со повеќе активности и културни манифестации. Во најскоро време пак, пред зградата на општината, ќе биде поставен и јарбол со височина од 30 метри, со што самата институција ќе добие поубав изглед. Земјоделците од Кочанскиот производен регион не се заинтересирани за осигурување на своите посеви. По овој основа во подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Кочани се поднесени само 7 апликации. Земјоделците велат дека не им е исплатливо да ги осигуруваат посевите. Слаб е интересот на земјоделците од Кочанскиот производен регион за добивање субвенции при осигурување на земјоделските култури. Само 7 апликанти од Кочанскиот производен регион, опфаќајќи ги општините Кочани, Зрновци и Чешиново Облешево, поднесоа документи во подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Кочани, за да ја искористат можноста што им ја нуди државата за добивање 60% подршка кога се во прашање финансиски средства кои треба да ги издвојат за осигурување на своите земјоделски култури, информираат одговорните од подрачната единица на Министерството во Кочани. Земјоделците велат дека не им е исплатливо да ги осигураат посевите. Од поплави така и така, али од град, од пожари, од тоа треба да осигураш ти на принос. Пример, ако планираш 300-400 кг по декар, да платиш унапред, сега колку ќе повртно, ако има во случај град, нешто ќе врне државата и колку ќе врне, тоа е знак прашање. Од таа работи порано беше тако стат. Осигуруваа се државните посеви, приватните не. Сега, не знам. Нема што да кажам, нема коментар за тоа што ефтино е производството и анџак да се преживее. Посевите не сум ги осигурувал, мислам јас дека макар да работам со 25 декара оризи, а треба да се осигуруваат. Тоа ја увидувам, многу пати мислам,
Тоа, викам, треба да го обзаведат и да стане навика кај земјоделците. Минатата година по овој основ до локалната подрачна единица биле поднесени 43 барања од страна на земјоделци од регионот, кои биле и целосно одобрени. Спротивно на ова пак, голем е интересот на земјоделците од регионот на Кочанско за последната владина мерка за добивање субвенции по основ на предадени количини оризова арпа кај преработувачките капацитети од реколтата 2015 година. До крајниот рок, 31 август, до подрачната единица во Кочани, се поднесени вкупно 509 барања за добивање субвенција по основ на предадена оризова арпа кај преработувачките капацитети, што е во рамките на очекувањата. Сточарите задоволни од субвенциите на владата, според кои досега добиваа 50% неповратни средства при набавката на нови грла високоприносен добиток. Таков пример е краварската фарма Голак Делчево, која сега со најновите измени во мерката за поддршка од 80% планираат набавка на нови грла високоприносни крави. Државата го зголемува процентот за поддршка за набавка на високоприносен добиток. Наместо 50%, индивидуалните земјоделци регистрирани стопанства ќе добиваат финансиска поддршка од 80%. Краварската фарма Голак Делчево е една од фармите во државата, која неколку пати досега ги има користено поволностите на државата за поддршка од 50% за набавка на високоприносен добиток. Па досега на два наврата имам искористено во 2013 година. Увезовме 32 висококвалитетни грла од сортата Симентал. Во наредната година 2014 уште 34 грла од сортата Хонштейн. Подобри резултати покажа Сименталот, иако приносот на млеко е помал, но многу се поприлагодливи и полесни за одржување. Хонштейнот е многу по-специфичен. Сименталот е фактички овие од левата страна, Хонштейнот од десна. Хонштейнот е многу по-специфичен, поеосетлив на сите промени на прилагодувањето, бара многу по-селектирана храна, многу по-квалитетна храна, иако неговото излашност е некаде над 30 литра по едно грло, додека за Сименталот е некаде просекот се движи над 25 литра по едно грло. Придобивката од набавката на високоприносни крави е огромна, а заработката е скоро 2 пати поголема. Чувствувајќи ги придобивките од фармата Голак Делчево, велат дека ќе продолжат да го зголемуваат бројот на високоприносен добиток, аплицирајќи по новата мерка, со која ќе им се исплати 80% од износот за набавка на новите високоприносни крави. Мерка која е од исклучително значење како за поголемите стопанства, така и за индивидуалните земјоделци. Па самата количина на млеко која ја добиваме, фактички укажува 25 литри по грло добиток, порано беше мислена именка. Просекот беше измеѓу 5 и 10 литара максимум со изузетно добро одгледување и чување, додека овдека доаѓа во принцип као еден шаблон кој доколку ги спазите сите други услови, онда го имате и квалитетот. Добивате квалитетно млеко, добивате навремено млеко. Ние во моментот имаме продукција повеќе од 1 тон дневно. Од тоа дел од нашите имаме 70 фактички крави, од кои 45 се мозни, другите се стелни. Имаме некаде околу 20 јуници, имаме над 40 телиња, од кои машкиот дел се продава за оплеменување во регионот, а додека женските се уште ги задржуваме за проширување на самата фарма. Па со новите услови што беа кажани, до сега немавме намера искрено да кажам, али со овие услови 80-20 у секој случај планираме дополнителна набавки, зголемување на стадото, а мислам дека тоа е и добра мерка не само за поединечните фармери, неко и за секој поединечен земјоделец, jer веќе односот на средствата е изузетно поволен. Владината мерка за поддршка на 80% за набавка на високоприносен добиток не се однесува само за набавка на високоприносни крави, туку и за набавка на високоприносни кози, овци и свињи, а предвидениот износ на средства за реализација на оваа мерка на годишно ниво ќе изнесува 2 милиони евра. Петта година поред во Делчево ќе се организира манифестацијата Пијанечки денови на сливата, посветена на пијанечкиот бренд Сината слива. Годинава на 23 септември во паркот во Делчево ќе се пече сливова ракија, а на бројни штандови ќе бидат изложени разни производи подготвени од Сината слива.
И годинава ќе чурат казаните во паркот во Делчево. 5-та година поред во Делчево ќе се пече сливова пијанечка ракија, ќе се прави сладко, колачи, бели пецива и компот од слива во рамки на манифестацијата Пијанечки денови на сливата, која годинава ќе се одржи на 23 септември, со почеток во 16 часот во паркот пред спомендомот Асном. Учесниците ќе можат да подготвуваат производи од слива, тоа е печење ракија, варење на сладко од слива, подготвување на бели пецива од слива, подготвување на мармалади од слива и сите други производи кои што ќе можат угостителските објекти, угостителите од градот и пошироко да ги доближат до граѓаните, односно да промовираат некои нови специјалитети поврзани со сливата, а се разбира доколку тоа им успее ќе бидат и наградени. Секој кој што е заинтересиран и кој што има уникатен рецепт кој се прави со сина слива, може да учествува во настанот кој ќе има надпреварувачки карактер. Ја користиме оваа прилика да ги поканиме сите заинтересирани учесници од општината и од целиот регион пошироко да земат учество. Веќе во архивата на општината се оставени пријавите на кои што можат да се пријавуваат учесниците, како и електронски на веб страната на општина Делчево, каде што ќе можат да ги пополнат и да се пријават да учествуваат во овој настан. Оваа година општина Делчево обезбеди награди за учесниците и за најдобро уредените штандови, најдобро брендираните производи поврзани со сливата, а тоа се награди во висина од 12.000, во висина од 6.000 за второ место и во висина од 3.000 за трето место. Пијанечкиот бренд Сината слива е овошката која што во пијанецот ја има во изобилство и тоа на околу 700 хектари. По сливото уште пред 5 години ја изровме како еден од брендираните производи кој што може да придонесе во подобрување на локалниот економски развој во Делчево. Сливата е од овошките кои што во Делчево го има најмногу и во најголем број. Покрај бизнис секторот со него се бават и голем број на физички лица, на регистрирани земјоделци. Покрај штандовскиот дел на манифестацијата ќе има и културно-уметничка програма, во која ќе настапат културно-уметнички друштва, а целата манифестација ќе се заокружи со голем концерт на Наум Петревски и Зуица Лазова во 19 часот и 30 минути на летната сцена пред спомендомот Асном. Според истражувањето на Bloomberg, чии резултати се представени на Азиско-Пацифичката конференција за нафта, 14 од 15 големи трговци со нафта предвидуваат дека цената ќе се движи од 40 до 60 долари за барел во следната година. Проблем е што кога цените ќе поидат нагоре, пребрзо американците произведуваат повеќе нафта. Цената ќе се движи меѓу 40 и 50 долари, а максимално 55 долари за барел, изјави Арзу Азимов. Аналитичарите мораа повторно да ги ревидираат своите очекувања. Трговците со нафта кои ги интервјуирал Bloomberg изјавиле дека цените дивееле кон почетокот на оваа година, но дека Иран, Саудиска Арабија па дури и САД изненадиле со зголемено производство, одложувајќи го неизбежниот ребаланс. Советот за безбедност на Обединетите нации синоќа за затворени врати одржа итна вонредна средба за Сирија, а побарање на Русија. Москва побара итен состанок откако коалициските сили предводени од САД во Сирија изведоа воздушен напад во кој според Русија загинаа 62 сириски војници кои се бореле против исламската држава, јави BBC. Американската амбасадорка Саманта Рауер ја обвини Русија дека спроведува мајсторија и отие цинична и лицемерна поради свикување состанок заради воздушните напади, а никогаш не побара седница поради неделата на режимот на Башар ал-Асад. Чуркин, како што јавува ТАС, изјави дека САД објаснило оти воздушните напади не биле спроведени намерно, што нему му звучи чудно. На 3000 бегалци влегле во Германија со фалсификувани пасоши, пренесува БТА. Сушност, сепак реалната бројка на такви мигранти е многу поголема, а федералните власти не се во состојба да ги откријат фалсификатите, објави германското радио Берлин Бранденбург. Главниот обвинител на провинијата Бранденбург изрази загриженост по ова прашање и нагласи дека има намера преку судот да издействува отварање на над 18.000 лични досија на мигранти, кои минатата година влегле во провинцијата преку Австрија и Унгарија. Тогаш полицијата не успеала темелно да ги провери документите на пристигнатите. Во Мекленбург веќе се пронајдени стотици фалсификувани пасоши. Меѓу проверените во текот на минатата седмица, тројца наводни терористи имале фалсификувани документи.
Вчера вечер беа комплетирани квалификациите и познати се сите 24 репрезентации кои ќе учествуваат на Евробаскет 2017 година, а по речиси 10 години Македонија нема да игра. Избраниците на Драган Раца беа подобри само во селекцијата на Луксембург, што представува една алармантна состојба за кошаркарската репрезентација. Преку квалификациите место на Евробаскетот обезбедија Унгарија, Велика Британија, Русија, Црнагора, Словенија, Белгија, Германија, Полска, Исланд, Грузија и Украина. Преку директен пласман учество има обезбедено Србија, Хрватска, Франција, Литванија, Шпанија, Чешка, Грција, Италија, Летонија, Финска, Турција, Романија и Израел. Европското првенство ќе се игра од 31 август до 17 септември 2017 година во 4 земји: Финска, Турција, Романија и Израел. Ова беа сите содржини предвидени за второто издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Имајте пријатна вечер со програмата која следи.